Младите се пронаоѓаат во земјоделството. Процентот на млади земјоделци кои ги искористиле мерките за државна помош во земјоделството и од ИПАРД фондовите е зголемен за 15%, информираа денеска на пресконференција на подрачната единица на Министерството за земјоделство во Штип. Млади лица кои се одлучиле да станат земјоделци и сточари и на оние кои аплицирале на ИПАРД фондовите во изминатиот период е зголемен за околу 15%. Благодарение на ваквите мерки, младите луѓе се одлучуваат на ваков чекор на самовработување, кое од своја страна влијае на стапката на невработеност на младите луѓе. Бројот на лица кои се одлучиле на ваков чекор ќе биде поголем со приклучување кон европското семејство. Членството во Европската Унија ќе значи сигурен пласман, повисоки цени на земјоделските производи, олеснет извоз, истакна на денешниот прес Павел Иванов, раководител на Штипската подрачна единица на МЗШВ, истовремено повикувајќи ги младите земјоделци на 30 септември да излезат и да гласаат за Европска Македонија. Членството во Европската Унија значи отстранување на трговските и царинските бариери, како и поддршка на земјоделството од најмалку 1,5 милиарда евра. Заложбите на Европската Унија се обезбедување на годишен приход од 25.000 евра за секое земјоделско стопанство. Почитувани, иднината на Македонија е во Европската Унија. Иднината на македонското земјоделство е во европскиот пазар. Затоа ги повикувам сите земјоделци на 30 септември да излезат и да кажат за Европска Македонија.